Што да очекуваме во 2023 година? Според предвидувањата на Нострадамус, пеколен пејзаж или економска пропаст. Предвидувањата на Нострадамус за 2023 година вклучуваат голема војна, џиновски пожар и економска катастрофа. Францускиот астролог и лекар ја објави својата позната книга со предвидувања пред речиси 500 години, но некои од неговите тврдења се покажаа како морничево точни. Францускиот астролог, чии предвидувања направени пред речиси 500 години биле чудно точни, може да укаже на она што го чека човештвото во 2023 година. Мишел де Нострадам, кој е познат како Нострадамус, ја напишал познатата книга Пророштва во 1555 година, во која имало 942 прогнози за иднината, навидум предвидувајќи некои хорор настани. Иако повеќето луѓе ги прифаќаат тврдењата на Нострадамус од 16 век со мала резерва, во текот на годините имало забележителни прилики кога тие биле морничево блиску до реалноста. Неговите предвидувања имаат огромни сличности со настаните од реалниот живот, вклучувајќи го големиот пожар во Лондон, владењето на теророт на Хитлер, па дури и терористичкиот напад на 11 септември. Дури се смета дека Нострадамус ја предвидел смртта на американскиот преседател Џон Кенеди и Француската револуција. Додека COVID-19 изгледа како нешто што е од минатото и иднината изгледа светла, Нострадамус за жал предвидува дека 2023 година нема да биде многу подобра. Некои од загрижувачките предвидувања вклучуваат голема војна, која секако може да се однесува на конфликтот меѓу Русија и Украина, небесен оган кој може да предизвика крај на светот, глобално затоплување и економска катастрофа. Нострадамус исто така навел слетување на Марс во едно криптично предвидување, па еве список на некои од настаните што би можеле да се случат во 2023 година според Нострадамус. Голема војна. Едно од првите предвидувања што се издвојуваат за 2023 година е големата војна. Во неговата книга се предвидувања од 1555 година, еден ред особено се издвојува: 7 месеци голема војна, луѓе мртви од злото. Руан Евар нема да му падне на кралот. Ова предвидување би можело да биде упатување на актуелниот конфликт меѓу Украина и Русија, кој би можел да ескалира до Трета светска војна во следната година. 7-месечната временска рамка за конфликтот првично може да изгледа како причина за славење, но со застрашувачките нуклеарни арсенали на земјите, вклучувајќи ги Америка и Русија, можеби е најдобро да се земе предвид предвидувањата со малку предпазливост. Во случај да дојде до Трета светска војна, предвидувањето додава дека францускиот град Руан ќе биде безбеден, инсинуирајќи дека Париз може да биде во опасност. Небесен оган. Во едно друго предвидување на Нострадамус, астрологот алудира на небесен оган на кралското здание. Сепак оваа предикција е многу позлобна од запалената кралска резиденција. Во текот на Библијата, сонниот ден или крајот на времењето отсекогаш го споменувале огнот како клучен фактор за крај на светот. Се сугерира дека од пепелта на цивилизацијата ќе произлезе нов светски поредок, кој ќе го предизвика крајот на времењата какви што ги знаеме. Слетување на Марс. Криптично Нострадамус исто така ја спомна светлината на Марс што паѓа во неговата книга со предвидувања. Ова може да објасни со тоа што планетата оди во ретроградно движење и се чини дека се движи наназад кон небото. Од друга страна, тоа би можело да се однесува и на напорите на човештвото да ја колонизираат планетата. Основачот на SpaceX и новиот собственик на Twitter, Илон Маск, долго време сугерираше дека луѓето ќе слетаат на Марс до 2029 година. Најбогатиот човек на светот исто така сподели дека сака да ја колонизира црвената планета пред крајот на деценијата. Економска катастрофа. По последиците од пандемијата COVID-19 и актуелниот конфликт во Украина, широм светот се случува економска криза, при што многу земји моментално се во немирни води. Ова предвидување алудира дека економската криза може да предизвика очај и расправи поради трошоците за живот.
Во моментов во Обединетото кралство домаќинствата се соочуваат со криза на трошоци за живот, каде што се соочуваат со енормно високи сметки за енергија, најверојатно висока инфлација и зголемени цени на храната, што би можеле да ја подигнат масата луѓе на големи немири во 2023 година според Нострадамус. Глобално затоплување. Иако темата за глобално затоплување не е ништо ново, според предвидувањата на Нострадамус, во 2023 година би можело да има дополнително зголемување на температурата и зголемување на нивото на морето. Тој напишал како сонцето и главата ќе го запалат сјајното море. Живите риби на Црното море само ќе зовриат. Како што глобалните температури продолжуваат да се искачуваат, нивото на морето се зголемува и компликациите во синџирот на исхрана стануваат очигледни. Дали 2023 година ќе биде година во која температурите ќе достигнат точка на прекршување? Растат нивоата за граѓански немири. Со тековната криза на трошоците на животот и глобалното затоплување, во пораст може да има растечки нивоа на граѓански немири во 2023 година. Французинот предвиде: ќе видите направени големи промени, страшни ужаси и одмазди. Ова предвидување сугерира дека може да има бунт против богатите, додека луѓето се борат против падот на економијата. Другиот начин додава дека насилството и раздорот може да бидат на картата за богатите. Во него пишува: трубата се тресе со голем раздор, скршен договор, кревање на лицето кон небото, крававата уста ќе плива во крв. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се. А тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.